Што е љубов? Љубов е кога ќе се направиш сендвича и се омрзнеш. Тоа е љубов. Филип, што е љубов? Golden space. Љубовта. Што е Твитер? Твитер е љубов. Љубов е. Љубов е. Што е љубов? Само се. Љубов е. Што е љубов? Што е љубов? Љубов ли е ова или панаѓур? Драги мои, ова изворна македонска песна, па у принципи не е изворна, најдобро може да го сумира она што сушност е љубовта. Пази, љубовта ја доживуваш на различни начини во различни животни времиња. Кога си мал, љубов ти она девојчето кој што ќе ти даде играчка или девојчето кој што ти даде екстра ќофте у вторник у градинка. Кога си малце постар, љубов ти е девојката со која што се дружиш и со која што евентуално ќе се држиш за рака. Негде кај 13 години, љубов ти е првата пеперутка во стомакот и првата хормонална реакција како резултат на некоја девојка што ја свиѓаш. Работи да стануваат малце комплицирани по пубертетот. Тука више љубовта се сведува на меѓусебно разбирање и толеранција. Потоа следи следната фаза на прифаќање на разликите на другиот како прв дел и потоа малце подоцнежно можноста да се живее со тие разлики или едноставно се она што ти сметало до пред 5 години веќе престанува да ти смета. Негде по 30-тата година или по
5 години брак, љубовта добива сосема нова дефиниција, која што јас би сакал да ја наречам кохабитација. Тоа ти е кога двајцата веќе толку добро се знаат и се им е познато, што едноставно љубовта се сведува на кохабитирање и трпење на еден со друг. Оние кои што се у брак или се постари од 35 години ќе разберат што сакам да кажам. Вие другите па не ви останува ништо друго осим да го осетите тоа на своја кожа. Ама во секој случај, што е да се случува, љубовта е стварно прекрасна работа. Ќе ти дојде тогаш кога најмалку ја очекуваш и најчесто ќе ја добиеш од оној кој што како мал или како мала викаше дека никогаш нема да го засакаш. Така да оние стереотипи дека никогаш нема да се омажиш за дебел маж со брада, веруј ми, веројатноста дека со таков ќе завршиш е релативно голема. Првиот пат ја среднав кај средното музичко училиште на клупата со уште неколку другари. Сега уште бев чист и тие мултиродовни дружења за мене представува опасност. Не знаев колку длабоко можам да отидам и се држав на страна, игравме джамби и се шегувавме со другарите. Еден ден случајно ме начека во близина на фонтаната, кај споменикот од тој човекот со прковина кој што пишуваше Пайо Кинг. Ме праша дали никој сум лижал со јазикот чаша полна мраз. И реков не, зашто прашуваш? Тогаш ме бакна. Ме бакна, тогаш... Смири се. Дали може да продолжиме? Може. Александра беше од тие поствојни алтернативни девојки кои животот го гледа од полесната страна. Секој ден бараше се повеќе. Не водеше сметка за другите. Јас ја следево чекав. Крајот цвеќиња од дома, се додека не ме приметија. Родители бројте ги цвеќињата, ако ви фали цвет вашиот син има девојка. Ако ви фалат два цвета, девојката на вашиот син починала прилива. Како прекинавте? Не знам ништо не ми текна. Дали би се вратил повторно доколку имаш шанса? Да. Дали мислиш дека повторно ќе ја изневери твојата доверба? Да. Што чувствуваше додека беше заљубен? Чувство на надмојна еуфорија. Немав потреба да се тркинам воопшто, тогаш мислев дека ќе живеам вечно. Дали сакаше да имаш деца? Не. Знаем дека ако имаме деца, незиното внимание ќе отиде кај нив. А од каде имаше пари за таа врска? Почнав да шверцувам и продавам цвеќиња во Холандија. Какви цвеќиња? Лариња. Каде го гледаш излезот? На Твитер се организираат разни собири на кои што луѓето бараат партнер за кратки авантури. Но дали кратката авантура е замена за љубовта? Не, ништо не може да е замени вистинската љубов. Што ќе правиш по разговоров? Ке се самоубијам. Готово е. Срцето без љубов е празен простор. Страста е како пар, нови чебли. Кога страста ќе отстапи место на заљубеноста. А вистинската љубов е тоа е нешто сосем друго. Тоа место во срцето треба да се заслужи. Тадам! Љубов.
Добро. Целокупно. И тука дивоче. Ти реков дека го лупнав. Знам што ќе го направам. Ајде, направи го. Не можам седем сега. Добро. Барата, ама немаш. Не се јавам? Не. Кај ќе напишеш љубов? Ајде сега, готово? Ајде напиши љубов. Добро. Добро, и сега земи го во раце и покажи ми. Благодарам.